Here comes the rain again. Feeling it. Што се случи овде? Видовме некоја фотосесија која што досега не се случила за нашата камера. Како си најпрво вака се целиот покар? Па вака, имам нов имидж и викам мора нешто ново да направам. Прв пат сликам вака провокативни фотографии, нормално имате ексклузива на тоа. Иначе сликите се лично мои ќе бидат за Инстаграм профилот, ја креам на едно повисоко ниво. Ова е врво, дали може нешто повеќе од ова да очекуваме? Кум се скршиле да за вакви работи? Да, наскоро чекај тренирам уште. Да. Да се вратам у форма и така да ќе биде и још боле да фатам малце тен да поцрнам. Да. За лето е пред тебе, ќе можеш да фатиш боја. Знаеш што, јас размислав дека течеше целава оваа фотосесија, тебе нешто ти не достигаше во целава оваа фотосесија, тоа е една девојка. Леле. На која помисли се? Леле, првично имаше таква замисла. И што се случи? Девојката заглавила вчера на излегување и викам ништо пропушти прилика да се сликаш со мене. А за која се работи? Ајде, можеш да ми... Нема да откриеме сега. Јавна личност? Не. А кажи ми со темата девојки. Сега знаеме дека ти си еден од оние јавни личности кои што девојките полудуваат. Беше актуелен со Љупка Митрова, неминовно тоа да се спомене. И нешто ти зборуваше на таа тема, меѓутоа еве нешто и за ексклузив да не кажеш што се случува сега понатаму. Па вака, увек дипломатски одговарам на оваа тема. Да. Нема врска, вака. За Љупка имам само најдобри зборови и секогаш така ќе остане. Ништо прекинавме, нели не ја потврдувавме веста, не ја ни демантиравме, ама е подолго време како не сме заедно и Која беше причината? Еве ние нешто да научиме од тоа, нели, од ваше искуство? мислам дека Помора ли постоеше? не, меѓу нас никогаш не постоела љубомора, се поддржувавме, малце ни се одвоија патиштата. Ништо сериозно. Мислам ќе останеме у добри односи и тоа е. Мислам дека секој пар кој се поддржуваат меѓу себе за време на врската се поддржуваат и после тоа. А добро, ако видиш некоја фотографија, сигурно исто така е доста јавна личност или инфлуенсер на Инстаграм и ако објави некоја фотографија со друг маж како што праше сега со тебе, како ќе реагираш? Јас секогаш за било која моја бивша девојка сум среќен, кога ќе видам дека и она е среќна. Така да јаде нешто однатре? Не, пошто знам дека истото ми го посакуваат на мене. Нели со друга девојка која ме виделе би им посакале среќа, така да истото го посакам на било која моите бивши девојки. Ти си еден од првите машки личности кои што имале верификација на својот Инстаграм профил. Мене ме интересира какви фотографии тебе ти праќаат сите обожавателки. Да не го отвараме DM или инбоксот. Има опасни работи? Има опасни работи, ја не очекував дека такво нешто може да ми праќаат девојки, али ми прија. И по овие фотографии ќе има бурни реакции. Па да, се надевам, токму затоа и ги сликаме, нели и снимаме и се надевам дека пред се ќе има позитивни критики. На музички план што се случува? Дали можеме нешто ново да очекуваме? Вака, на музички план, освен што сум дел од спотови, еве последниот на Сандра Афлека и Раста, можно е да се случи нешто, не презема некој сериозен чекор, нели да снимам песна, но имам текстови. Ајде ќе откријам минатиот четврток нешто, поминав до кај Раста, нешто чисто да ме чуе, да види што имам и како имам, што му се допаѓа неколку ствари, исто и на тајзи. Така да можно е да излезе, али ако излезе, ќе излезе без најава, онака као бум. Да. Неочекувано без најава да не оставиш без зборови. Да, неочекувано без најава, но ќе имате ексклузива, нели, која повикам на било која промоција на било што од материјал.